Во вториот квартал од 2024 година, просечните цени во земјоделството во Европската унија забележаа значителен пад, и тоа и за производите и за инпутите, со особено значајно поевтинување на житарките за 14%, јајцата за 15% и сточната храна за 13%, според извештајот на Евростат. Истовремено, недостигот на маслиново масло доведе до зголемување на цените на тој производ за 41%, а компирот порасна за 10%. Во однос на трошоците за земјоделско производство, падот беше 3% во споредба со истиот квартал од минатата година, при што инпутите кои не се поврзани со инвестиции, како што се енергија и ѓубрива, поевтинеа за 7%. Сепак, во контекст на порастот на цените на одредени производи, овошјето поскапе за 3%, а зеленчукот за 1%. Најзначителен пад на цените во секторот овошје беше забележан кај лимоните и лиметите, како и кај суптропските и тропските овошје. Од друга страна, кај зеленчукот, цените на кромидот и доматите доживеа значителен пад од 46 и 27%. Со тоа што свежите мешунки и карфиолот забележаа зголемување на цените од 39 и 35%. На национално ниво, 17 од 25 земји во Европската унија пријавија пад на земјоделските цени, со најзначителен пад во Унгарија, Полска и Чешка, додека најголем пораст беше забележан во Грција и Летонија.